Овој петок, 27 март, на големата сцена на Македонската филхармонија ќе се одржи концертот Миланова игра. Концерт омаш посветен на еден од највлијателните македонски композитори и културни дејци, Милан Завков, кој со своето творештво и богата кариера остави трајно наследство во македонската музичка ризница и во нашата културна историја. Во пресред на концертот, за кој што веќе се во тек последните проби и подготовки, денес разговарам со една од неговите керки, Бојана Завкова, но и со неговиот верен пријател и соработник Благој Пашмаротов. Бојана, здраво, и може ли те молам да ни кажеш како всушност се роди идејата за овој концерт? Па, идејата за овој концерт и концептот беа првично негови, значи тоа беше негова желба, музиката да се преработи, да се изрази во еден друг музички израз. Инспирацијата ќе кажам дека е од еден аранжман кој што Дамир Имери го направи за Реви скоро, за изведба на пијано на неговиот син Дино Имери, и тогаш почна да се оформува таа идеја за еден ваков проект. Кога го завршивме оној јубилеен концерт за 40 години присутност на естрадата во 2017, веќе беше некако известно дека следниот проект ќе биде токму нешто во овој стил. И сега кога размислувавме што би го направиле во негова чест, природно се наметна идејата да биде остварување на таа желба, односно да се преработат делата за изведба од камерен оркестар. Како реагира неговите колеги кога им кажавте за оваа идеја и кога сакавте да ги вклучите во самиот концерт? Па, сите беа многу позитивно изненадени и позитивно ја примија оваа идеја, и сите беа од старт желни да се вклучат, да придонесат за нејзина реализација. Сите сака баш им се допадна да се преработат делата, да добијат еден нов живот, да кажеме, во една нова музичка форма, и беше предизвик за сите да се реализира неговата последна желба. Како негово семејство и секако како тим од сите што се вклучени во организација и реализација на овој концерт, најавувате дека во петок ќе дознаеме уште една нова музичка страна на маестро Милан Завков. Да, значи ќе кажам дека она што ќе го слушне публиката во петок е нешто навистина посебно. Имаме прекрасен музички тим кој што стои позади овој проект, тргнувајќи од врвни аранжери како што се Дамир Имери и Дарко Илиевски, кои што и приватно и професионално соработуваа со тато многу години назад и многу добро се запознаени со неговото дело, и за тоа на тој начин прекрасно успеа да ги преработат делот неговиот опус, и баш да прозвучи неговите дела да прозвучат во еден сосема нов, да кажам, современ музички израз. Го имаме еден прекрасен камерен оркестар, од кој што е дел и Чичко Баже, кој што е специјално формиран за оваа пригода. Одлична диригентка имаме, маестра Дијана Имери Илковска, и секако неминовно беше да ги вклучиме и неговите долгогодишни соработници, тоа се и колеги и пријатели, тоа се Наум Петревски, Сузана Спасовска, Зуица Лазова, Горан Еленче Кукич, Виолета Томовска, и ќе имаме специјална инструментална изведба од страна на Дино Имери на пијано и од страна на Катерина Броња, која е флейтистка од Народниот оркестар при РТС. Картите се веќе во продажба, каде сите оние што сакаат да присуствуваат на овој концерт и да ја доживеат таа музичка магија која што за оваа пригода ќе исплетат сите овие соработници и докажани музички имиња што ги спомнавте, каде може да најдат карти, дали ги има и онлайн продажба и како тече продажба? Да. Продажбата тече одлично, има уште ограничен број на карти, морам да кажам, се продаваат онлайн преку продажната мрежа на МК Tickets, а се достапни во книжарниците на литература широм државата. Така да може публиката доколку сака да ги набави, се уште има некој ограничен број достапен за продажба. Како течат пробите за концертот Миланова игра и какви се емоциите кај сите вас кои што сте колеги, пријатели и кои што имате на вистина еден куп спомени и доживување искуства со маестро Милан Завков?
Па, морам да кажам дека уште од првата проба, на мое така пријатно изненадување, материјалот многу лесно го прочитаа колегите, иако станува збор за одлични музичари, наши колеги. И малку беше за мене изненадувачки, еве лично јас, нели, материјалот го знам, бидејќи долги години со Милан соработувавме, но тие луѓе во еден друг аранжман некако дали дека песните може и ги слушале низ етерот, низ минатото, своевремено. Одлично се снајдоа и звучи добро, аранжманите се многу добро направени. Така да има еден убав звук, една убава хемија меѓу сите нас. Сега емоциите. Емоциите се нормално еден материјал кој што едно творештво на Миланчо што е толку години низ минатото, лично да речем посебно кај мене, толку многу присутно да дури ми се случуваше на моменти на самата проба во Империјал салата, во МОБ, кај што пробаме, се чинев дека некаде од скалите таму ќе се симне Милан, ќе дојде да свири со нас, затоа што тој материјал мене ми е врежан во главата, што се вели. А тоа е тоа, мислам, и што да речем, ќе биде тоа една убава вечер, еден убав концерт. Зошто не треба да го пропуштат луѓето овој концерт? Прашањето е многу интересно. Еве ќе ви кажам зошто. Во периодов сме, да се изразам така, имаме многу концерти, бомбардирани сме од секаква музика на концерти. Овој концерт ќе биде посебен, по тоа што прво малку се кај нас концерти од фолк музиката, и втора работа е што аранжманите се така направени за мал камерен гудачки состав, помогнати со неколку удувачи. И сето тоа дава еден друг призвук, една убава атмосфера, една убава енергија, која што покрај инструменталните дела што ќе бидат изведени и вокалните што моите колеги ќе ги исполнат, ќе биде едно друго доживување, една убава атмосфера. Ја мислам дека ќе има и навистина ги поканувам сите што не следат, што јас проследуваат информацијата за концертот, да дојдат затоа што ќе уживаат таа вечер. Благодарам за разговорот и посакувам успешен и незаборавен концерт на нашиот виртуоз и маестро Милан Завков. Благодарам, мене ми е задоволство што ќе бидам дел од концертот и ќе уживаме и ние на сцената и верувам и тие спроти нас во публиката. Ќе биде една прекрасна вечер.